ден, почитувани гледачи! Ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски, каде што заедно со сите вработени и екипата на Алфа телевизија ви го подготвуваме новиот рецепт на денот. Јас ви ветив дека во наредните неколку емисии ќе ви презентирам убави, вкусни, постни, традиционални рецепти. Насекаде низ нашите пазари, сега посебно во овој период, на вистина есента си носи своји благодети. Преполни се од овошје, есенско овошје, зеленчук, што душата ти посакува се има. За денешната емисија ќе ви подготвам постна мусака со модри патлиџани. За овој рецепт вас ќе ви биде потребно 2 модри патлиџани, пресечени на крупчиња, со селушпа, предходно добро измиени. За да не ги пржите и да не впиваат многу масло, знаеме дека тие впиваат многу масло, има едно многу убаво решение. На плехот од шпоретот ставите хартија за печење, ја намастувате, ги редите круговите од модриот патлиџан, повторно со четка од озгора ставате масло, 10 до 15 минути во рерна, секако рерната треба да ви биде вклучена на 250 за да ја печете мусаката, и подготовката за модриот патлиџан е тоа. Понатаму, ќе ви бидат потребни 500 грама шампиньони, печурки или може и вргањ, лисичарка, може што и да најдете, што и да ви се наоѓа, може би во ладилникот, може би во вашиот маркет. Понатаму, 2 лажици ориз, 2 до 3 главици ситно сечкан кромит, 2 чешниња лук, ќе ви треба половина литар доматно пире. Или сами ќе го направите од рендан патлиџан, или ќе користите домашна салца, или може баш она пире или домашен кетчап што го прават домакинките, масло за јадење, а од зачини ќе ви биде потребно црвен пипер, триена сол, мешан сув зеленчук, сол и малку бибер. Да почнеме со подготовка. Ќе ставам масло во тигањот, на кој што ќе ги пржам сите потребни состојки. Масло по потреба. Можете да ставите и маслиново масло за готвење, можете и маслото од сончоглед, што ви сака душата и тоа што имате. Сега ќе го ставам кромитот да се запрши. Така. Му ставам уште малку масленце. Додека он се пржи, да добие стаклест изглед, значи да омекне, јас ќе ги ставам и печурките. Исто така сечкани, не е важно дали се поситно, покрупно, секако тие ќе се истопат. Мене ми е полесно секогаш кога ги сечкам на рака. Постепено ќе ги додавате и тие ќе си пуштаат вода. Еден прекрасен, вкусен, здрав оброк. Не секогаш ни е потребно месото, а и знаеме на што се базира македонската традиционална кујна. Уште за времето на Отоманската империја, нашиот народ бил доста сиромашен и тогаш користеле сето она што го имале во дворовите. Компирот, кромидот, лукот, патлиџанот, печурките од планините, уште во тоа време се береле. И до ден денешен.
Значи, тогаш многу малку се користело месото, месото единствено во зимно време. И така да имаме прекрасен зеленчук, но и не само што е вкусно за устата, туку е и добро за здравјето. Ако немате ни салца, ни домат, тогаш доматно пире, тогаш од свеж домат нарендајте, направете сос. Ете така. По потреба, и ако сакате, доколку имате дома, можете и макдоналдс да ставите. Можете од зачините и малку орегано да ставите. Значи, тоа нека биде по личен избор. Има некои не го љубат, не го сакат вкусот во јадењето, затоа велам, зачините секогаш нека ви бидат по избор, но основните што треба, тоа е пипер, сол, мешан зеленчук, црвен пипер. За оваа доза што ви ја кажав, богато може да ручат дури и 6 члена од семејството. Можете, ако сакате, и да ги нарендате печурките. Сега ќе го насечкам лукчето, ќе го ставам. Ќе ставам малку сол. Така, малку мешан сув зеленчук. Малку бибер, а најнакрај ќе ставам триена сол и црвена пипер. Ај така, уште малку, уште едно 10 минути и ќе биде готов филот. За тоа време да го насечкам лукчето. Јас ќе ставам и малку орегано во мусаката. Оти лично онака баш ми се допаѓа. Ете така. Сега ќе го додадам оризот. Ќе промешам малку и со оризот. Оризот го ставаме со цел затоа што немаме јајца тука, млеко, немаме сос, нема што да ја врзе вишокот на течно сокот од зеленчуците. Ете така. Сега ќе го додадам и лукчето, леле, веќе како мириса. Прекрасно нешто. Исклучувам. Така. Мераци. Сега ќе го додадам и домашното пире, тоест домашниот кетчап, кој што лично го работеа вработените во кујната во Етно село. Мераци, мераци. Веќе е неисклучено.
Сега ќе започнам со редење на мусаката. Најпрвин ги редам модрите патлиџани доле на дното на тавата. Всушност треба да биде еден патлиџан од оздола и еден патлиџан од озгора. Така. Еве како изгледа. Сега го нанесуваме филот. Ќе оставам многу малку, значи буквално 3 до 4 лажички од филот ќе оставам. И така не треба да ги препржувате печурките со кромидот заради тоа што ќе биде многу сува, немаме друг сос, значи ова мора да остане така се уште да има вода од печурката. Сега ставам малку триена сол наросувам. Така. Колку е убава. Сега ги редам и остатокот крукчиња од модриот патлиџан. Треба малку да дзирка. Да дзирка значи филот. Ќе ставам една лажичка црвен пипер тука. За да го направам токму тоа што ми е потребно. Нема да затворам скроз со модриот патлиџан. И оно кога ќе го печам, уште повеќе исто ќе пушти од својот сок. Прекрасна. Еве, драги мои, нашата мусака е подготвена за да се подпече само едно 15-20 минути. Прво ставаме во врела рерна, 250 степени. Ќе почне да подгорува горе модриот патлиџан, ќе намалите на 200, едно 15 на минути, но откако ќе почне да крчка. Токму така, драги мои гледачи, во нашето етно село Тимчевски добро и вкусно се јаде. Се што ќе направиме тука сите ни бендисуваат. Сега е наред да ја пробаме оваа посна мусака. И оваа трпеза ни е посна. Како што ви кажав, веќе живата туршија е стасана. Како крцка, морковче, краставиче, карфиолче, пиперче, ајварче, па пиперчиња залучени, испечени, а ова убаво искрчкано. Мераци. Леле, како мириса, па и на тоа лукчето. И оривчето си ја направила својата задача, си ја извршила во мусаката. Така е, кремаста малку, меѓутоа немате никаде вода. Нема никаде вода.
ама од вкусно повкусно. Леле, како локуме му саката. Комбинирајте задолжително со некоја салата. Зелка салата, мешана, вака, жива туршичка, макалце, некој пинџурче, сладко ќе се изнајадете. Драги мои, дали некогаш сте почувствувале, барем за миг, дека некаде не ви е местото каде што се наоѓате? Верувајте дека 100% е сигурно дека не сте за таму. Жарко Лоушевич. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување.